Добро утро до тебе и до сите гледачи кои што ова утро го започнуваат со Алфа телевизија и со добро утро секое утро. Ова утро ве поздравуваме од населеното место Радишани, од општина Бутел, затоа што имаме убав повод, односно 18 години постоење на општината Бутел, или токму денеска тие го прославуваат својот 18-ти роденден или веќе стануваат полнолетни. За тоа што можеше да се направи во изминати 18 години, што не се направи, што допрва ќе се прави и како ќе го прослават својот роденден. Ова утро ќе разговараме со таткото на општината, господинот Дарко Костовски. Дарко, најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро и честит Дави 18-тиот роденден. Добро утро и добре дојдовте во Бутел. Ете, би почнал од последното, од како ќе го прославиме денешниот ден, а токму ново место каде што се наоѓаме, поранешно викано Олимпија, сега веќе модерен спортски комплекс Македонија. Ги повикувам сите граѓани на територија на општина Бутел, кои што живеат, работат тука, да дојдат денеска во 19 часот и заедно да се забавуваме во една навистина богата културно-уметничка програма, во која што ќе учествуваат голем број на музички македонски звезди, но и ќе има голем број на точки од учениците во основните училишта на територија на општина Бутел. Мислам дека покрај сите овие тешки периоди кои што поминува нашето општество, добро е некојаш луѓето и да се забавуваат, да се опуштат. Ретка можност имаат бутелчани за вакво нешто, така да ги повикувам сите вечерва, уште еднаш ќе повторам со почеток во 19 часот, малку да се опуштиме и да уживаме во програмата која што мислам дека ќе биде квалитетна. Да, 18 години постоење на општината или една од поновите општини во Република Македонија, настаната во 2005 година, нели по разделувањето со општината Чаир, односно општина Бутел е произлезена од Чаир. Што можеше да се направи во овие 18 години за подобро место за живење Бутел за сите граѓани и жители на оваа општина? Добро, прашање па веројатно многу. И наистина ми е често само за година и пол од мојот мандат некои од тие крупни работи кои што требаше се направат веќе некои се во завршна фаза, некои се започнати, а некои ќе бидат започнати до крајот на мојот мандат. Еве се наоѓаме на едно место каде што за многу скоро, за би рекол неколку дена, ќе започне тендерска постапка за конечно градење на корито на реката Серава во овој потек во Радишани во скоро километар и пол должина, поточно километар и 400 метри, и веднаш до коритото да има една модерна убава трим патека за рекреирање, нешто што бутелчани навистина го бараа во изминатиот период и сигурен сум дека на ова место ќе рекреираат сите граѓани на територија на општина Бутел, но нешто што е во завршна фаза, например, училиште во Визбегово, тоа започна веднаш од кога што дојдов јас на оваа позиција. Исто така во завршна фаза и градинка во населено место Бутел 1, за многу скоро ќе добиеме и плоштад, не сме имале плоштад на територија на Бутел 1, така да ова се неколку крупни работи кои што ги споменувам, а навистина требало да се направат во овие 18 години и можеби ќе ни останат уште 2-3 покрупни работи кои што убеден сум дека до крајот на мандатот ќе бидат започнати. Ете едно нив би споменал и обезбедивме и средства за водовод во Љуботен и Љубанци, исто така едно од клучните прашања кое што се надевам дека оваа година ќе почне со реализација. Да, општина Бутел е четврта општина по големина, 8 по жители, солидна или доста голема општина. Што друго недостасува, еве што можеби е потребно најнеопходно во следниот период да го добијат жителите на оваа општина и да се решат нели дел од нивните клучни проблеми? Има и тековни проблеми кои што постојано ги решаваме. На вистина нешто што беше заборавено беше и патната инфраструктура која што на вистина во период од година и пол успеавме до сега да асфалтираме скоро околу 50 на улици. До крајот на годинава сигурно уште 20 плюс, некаде од 60 до 70 улици за период од 2 години, што на вистина не било случај, можеби и 10 на години наназад. Исто така и секојдневно се бориме и решаваме проблеми со атмосферската и одводната канализација. Навистина на многу места има и вакви проблеми, до сега голем дел надминавме, но и понатака ќе решаваме. Генерално на Бутел му е потребно да се урбанизира и мислам дека во забрзано темпо го правиме тоа и гледаме од секој ќоше да направиме едно место каде што ќе можат граѓаните да се рекреираат. Правиме во моментов и неколку веќе изградивме, а неколку нови правиме, неколку и ќе започнеме за скоро. Спортски рекреативни центри, нешто налик нова, тоест секој населено место гледаме да добие ваков еден спортско рекреативен центар кој што ќе може луѓето и да спортуваат и да рекреираат
и повозрастните и помалите и помладите да си најдат место кај што ќе може да рекреираат, бидејќи навикнати се некако граѓаните на општина Бутел да го напуштаат Бутел и додат некаде низ центар за да може да изрекреираат и навистина тоа е штета и веќе почнуваме тоа да го менуваме. Така да генерално се што е потреба на граѓаните ние пробуваме да го обезбедиме во изминатиот период и мислам дека тоа добро го правиме. Да, денес е 18-тиот роден ден. Вие како роден бутелчанец, што за вас представува овие 18 години постоење на општината, за вас како роден жител нели на оваа општина, кој што буквално израснал тука во оваа општина, но и сега како татко или прв човек на општината? Па секако се емотивно се поврзувам кога ќе ми постават вакво прашање. Верувам сите граѓани на општина Бутел. Името на мојот теквондо клуб го носи името Бутел. Се некако ми е поврзано со Бутел и во таа смисла веројатно одговорот би бил кус и би бил чиста емоција. За мене е Бутел чиста емоција која што се обидувам да ја негувам и мислам дека многу ми помага по однос на тоа на мојата работа, бидејќи само ако нешто вистински сакате, мислам дека може да го одржувате да биде квалитетна и да го напредувате, така да ете, чиста емоција би била за мене општина Бутел. Да, токму овде вечерва ќе се прослави роденденот во спортскиот рекреативен центар кој што го носи името Македонија, односно во населеното место Радишани. Споменавте дека ќе има богата културно-музичка програма. Може ли да ни споменете делот изведувачите кои што ќе настапат вечерва? Па може, да. Мислам дека вечерта ќе отвори Андријана Јаневска, која што е порасната непосредно од ова место тука во непосредна близина. Тука ќе биде Сузана Спасовска, ќе бидат младите икони во моментот Таско и Пајак и навистина ќе има многу голем број на ученици кои што подготвија врвно квалитетни точки, ќе има едно културно-уметничко друштво, чинам беше Плетеница, да, и нема да зажалат. Нека дојдат вечерва граѓаните на општина Бутел, ќе има во што да уживаме сите заедно. Да се надеваме дека временските услови ќе ве послушат, дека нема дождо да ве изненади и дека ќе си поминете супер во една убава атмосфера со убава македонска музика, ќе си го прославите полнолетството на општина Бутел. Да, по однос на тоа што кажува временската прогноза, се надевам дека вечерва нема да биде врнежливо и се надевам дека времето ќе не послужи денеска за да може сите заедно да уживаме. Уште еднаш да ви е честит роденденот и понатаму секако да продолжите да работите на негување и на действување за општина Бутел, односно да го направите нели подобро место за живење за сите жители кои што се наоѓаат овде, па и за нови. Ви благодарам многу и голем поздрав до телевизија Алфа што секогаш е на време да ги известува сите битни работи и информации од општина Бутел. Да ве поздравуваме токму од тука каде што вечерва жителите на општина Бутел ќе го прослават јубилеот или полнолетството на општината, 18 години постоење на општина Бутел и веќе ги поканим уште еднаш сите жители кои што живеат на подрачјето на оваа општина, но и сите еве можеби кои што работат овде да бидат дел од вечерашната прослава со почеток во 19 часот токму на ова место на спортскиот рекреативен центар кој што го носи името Македонија во населбата Радишани.